Секој вработен во земјава е обврзан да плаќа здравствено осигурување. На сегашната просечна бруто плата од околу 42.000 денари се издвојуваат по 170 денари дневно или околу 4.100 денари месечно. Прилично голема сума за нашиот стандард, но секој пријавен вработен придонесува со надеж дека кога ќе му биде потребно ќе добие бесплатно лекување. Минатата 2020 година буџетот на Фондот за здравствено осигурување изнесува 570 милиони евра. Во 2019 буџетот бил 500 милиони евра, во 2018 478 милиони, додека во 2017 година е 422 милиони евра. Професор доктор Нико Беќаровски вели дека здравствената каса на Македонија е многу слаба, споредба направи со состојбите во Словенија. Јас не би се согласил комплетно со констатација дека здравствениот систем потврли. Ние мора да разбереме дека да направиме една најобична компарација меѓу Македонија и Словенија со оглед дека се компарабилни држави по население. Значи, буџетот на клинички центар во Љубљана само за лекови е поголем од вкупната здравствена каса во Македонија. Словенија има 11 пати поголеми пари во однос на здравството троши во однос на Македонија. Кога ќе ги видиме резултативе барем од оваа епидемија, нешто бројките премногу не се разликуваат. Познавачите на состојбите во здравството сепак велат дека можеше да се спаси голем број на човечки животи ако имаше подобро управување со состојбата и ако немаше корупција при набавките. Па не се само парите во прашање. Кога зборуваме во корупцијата, корупцијата чинеше човечки животи. Значи имаме многу голема бројка на починати, кои што пак е нагласам. Можеа да се спасат ако има навремена здравствена грижа, ако има достапни PCR тестови во секое време, бесплатни, како што е во сите држави, во Европа бесплатни се PCR тестовите, и ако имавме вакцини. Вакцините да беа набавени на време, мислам дека голем дел од граѓаните ќе се спасе. Не се реагираше на, да речем, труењето, масовното труење на луѓето со лекови, пред се антибиотици, непотребно, нестручно, посебно на протокол и со многу медикаменти. Значи, никаква реакција немаше. Јас лично сам ги намалив за повеќе од 70% потреба на антибиотици, меѓутоа и сегашната потреба е непотребна. Да не зборам дека јавно се кажува дека докторите препишуваат двојни токсични дози на лекот Сумамед кои се недозволени и дека симптомите што ги добиваат не знаат дали се од ковид или не. И ни една установа, ни комора, ни министерство, ни фармацевска комора, ни лекарска, ни Македонско лекарско друштво, ни Фонд за здравствено осигурување кои без потреба се трошат нашите пари таму, нема никаква реакција, дури направија истрага зошто се дале податоците од Фондот за потрошувачки на антибиотици, заборајќи дека тие се јавни податоци и дека јас сум председател на комисија за рационална примена антибиотици, која сака можем да ги добиеме. Дали државата не направи доволно и финансиски ги заштити граѓаните? Експертите велат дека владата не само што не успеала да ги користи и капацитетите на приватните клиники во функција на подобро справување со пандемијата, туку им овозможила да профитираат енормно преку воспоставување на така наречен здравствен апартхеид. Шокантно е тоа што група професори од правниот факултет предложиле до власта да се национализираат приватните болници, кога беше најголемиот бран во ноември, па и сега во овој бран, за да можат да се сместуваат пациенти со ковид и таму. Не им било одговорено никако. Министерството можеше да стави лимит на цените, ние новинарите постојано притискавме цела година да се лимитираат цените во приватните болници. Тој постојано, министрот Филипче, постојано викаше дека не постои правна можност да се меша во делот на приватните болници. Сега излезе дека постои правна можност. За 2 дена се направи измените на Законот за здравствена заштита и приватните болници се лимитирани на 5000 евра, што сметам дека и тоа не е разумна цена, но она што се случуваше
да се остави аванс без да се даде гаранција дека ќе биде излекуван пациентот, да плати сума од 12, 15 па и 30.000 евра, мислам дека плячка на сопствениот народ. За сето ова, за сите овие три работи, мислам дека еден ден некој треба да одговара. Половина милиарда евра го прават Фондот за здравствено осигурување многу атрактивен за менаџирање. Има неколку случаи кога се злоупотребени од директори или од министри за здравство. Директорот на Фондот за здравствено осигурување Ден Дончев на 5 мај минатата година си даде оставка, а од јавното обвинителство тогаш отворија постапка за него, но за жал се уште нема никакви резултати од тој случај. Но дали овие високи суми се трошат за вистинска намена, бесплатно лекување? Колку граѓаните ги добиле законско гарантираните услуги за време на пандемијата? Според Институтот за јавно здравје, речиси половина од сите досега тестирани граѓани, ПСР тесто си го платиле приватно. Од почетокот на пандемијата па се до 27 април годинава, само приватните клиники направиле 320.646 тестови од вкупно 716.173 направени тестови заедно со државните клиники. Ако еден тест чини околу 50 евра, тогаш граѓаните само за ПСР тестови им платиле на приватните клиники околу 16 милиони евра. Точно е тоа дека февруари и март месец се створи еден страшен дефицит во однос на тестирањето. Меѓутоа, тие можности кои што ги нуди јавното здравство. Дали требаше да се потпишат договори со приватниве лаборатории, најверојатно да. Најголем скандал испад на кој прашате за око, што сите за кои збориме за пари, а можеме да потрошиме 30 милиони, а сме потрошиле 7, значи слободно можеше сите тестови да се работат у приватни лаборатории. Без пари. Дојде. Сите тестови може да се работат без пари. И втора работа, дури можеше и лекувањето во приватните да се плати делот од фондот и да останат пари. Они вика сме штедели. Значи 30 милиона ќе добиеше Македонија евра од тој европски фонд, не доби ништо. Значи што им било помал? Или незнаење, неспособност, или сакале да им свршат работа на приватните болници. Да може да си работат по какви сакаат цени и да не чекаат по 6 месеци фондот да им исплати. Ние знаеме како фондот исплаќа до одека. Што е мотивот? Кога секе беше бесплатно. Иста слика имаме и кога станува збор за лекувањето од COVID-19. Според податоците на Институтот за јавно здравје, досега има евидентирано над 140.000 заболени, од кои на поголемиот дел им е препорачена витаминска терапија. Експертите велат дека оваа терапија и таа која се дава за облажување на пост-ковид периодот го чинат секој пациент најмалку 50 евра. Практично тоа изгледа вака. Со првите симптоми, заболениот се јавува на матичен лекар, каде бара што е можно побрзо да се закаже термин за тест за COVID-19. Лекарот вели дека единствениот термин е последна недела, но поради стравот да не се искомплицира, оди по приватните болници и плаќа околу 2500 денари. Доколку тестот е позитивен, му се припишува ивермектин, и тоа најмалку 2 кутии, кои двете чинат 500 денари. Дополнително во аптеката ќе треба да одвоите уште 2000 денари за витамин С, Д, цинк и селен, кои се по препорака на лекарот. Потоа, по 5 дена, матичниот лекар ви вели дека мора да се направи анализа на крвта, но дека и за ова ќе мора да се плати од семејниот буџет, односно во приватна лабораторија, бидејќи поради тоа што во државните здравствени установи и за ова нема термини. Во однос на тоа како ќе се покаже крвната слика, односно доколку имате зголемени дидимери, ќе добиете рецепт за таблети Ксарелто, но и тоа не е на товар на фондот, туку едно кутивче од овој лек чини дури околу 2000 денари. Клексани нема одамна, а и да има, донесена е одлука дека тие не потпаѓаат под фондот, доколку се работи за COVID-19. Сето ова пресметано дава сума од 8500 денари и тоа доколку се плаќа само за основни потреби при заболување од вирусот, односно доколку не станува збор за покомплицирани случаи.
Но ако се земе предвид дека најчесто вирусот се пренесува и на другите во семејството, едно 4-члено семејство ќе треба да плати дури 34.000 денари. Оваа сума е далеку од просечната плата од околу 20.000 денари. Дел од лековите, да, пред се тука би кажал во однос на антикоагулантната терапија, за жал мораа да ја платат од своите джепови, меѓутоа мора да сме свесни дека тие се возможностите на здравствениот систем. 30 години во оваа држава процентот што се одвојува за здравство се повеќе и повеќе се намалува. За жал голем дел од приватниците не ги пријавуваат своите вработени или ги пријавуваат на минимален приход. Дополнително на товар на граѓаните во април годинава се стави испитувањето на серолошкиот тест, односно доколку некој сака да испита дали и колку има антитела, ќе треба од свој джеб да плати 736 денари. Утешително, министерот за здравство Венко Филипче сепак остави можност за исклучоци. Сепак заклучивме дека има категорија на граѓани како што има индикација да се прават тие испитувања и се договоривме да се врати повторно одлуката да се прават испитувања на антитела над товар на фондот во Институтот за биохемија, но ќе даеме соодветни критериуми. Да не биде дека секој било кој може да го направи тоа испитување заради тоа што финансискиот терет е премногу голем. Значи, согласно тоа дали прележале или не прележале или треба индикација за вакцина во одреден период, ќе даеме критериуми така да граѓаните ќе може се уште да ги прават овие испитувања на терен на фонд.